Со драматичен старт отпочна првата обвинителска битка во кривичниот суд. Високо профилниот корупцијски предмет рекет ги стави на различни страни никогашните колешки. Како гонител на обвинителската клупа седна шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска, додека на обвинителното столче седна поранешната шефица на специјалното обвинителство Катица Јанева. Додека Катица Јанева и Бојан Јовановски, познат како Боки 13, рекоа дека не се виновни. Трето осумничениот Зоран Милевски Кичаец си ја призна вината. Пресудата за него судот ќе ја соопшти утре. Уште на самиот почеток, обвинителките си разменија жестоки зборови. Имаше еден филм, Чарлиевите ангели. Имаше една господја, Катица Јанева, која влезе во тој филм, мислејки дека никој ништо не може. Но влезе во мрежата на само наречената естрадна звезда Бојан Јовановски, познат како Боки 13. Обвинителството ќе докаже дека тоа го сторила од алчност и за тоа ќе презентира несоборливи докази. Со тоа не се посрамоти само себе си и не ја злоупотреби само функцијата специјален јавен обвинител, туку ја предаде довербата на народот. Јанева пак во воведните зборови им се обрати на судиите. Сегашната јавна обвинителка го инструира предметот и се надева дека нема да се плашите од незините зборови дека ќе ги истресе судиите од гаќи. Јанева пак вели дека е невина и дека е горда на специјалното јавно обвинителство, како и на 117 предмети кои беа предадени во јавното обвинителство. Товарот на докажувањето е секако на јавниот обвинител. Тој тврди дека нашиот клиент примила 50.000 евра. Наше легитимно барање е да бараме да тој обвинител даде докази на судот за тоа и да ги донесе тие пари во судница, да имаме едно вештачење дека се работи за пари, за каква количина на пари се работи, или барем некој сведок да постои кој што ќе потврди дека на Катица Јанева и се даваат пари за нешто да направи што таа не би смеела да направи. Боки 13 пак во судницата изјави дека онолку пати колку што седел во ресторан со Јанева, толку пати бил во ресторан и со надлежната обвинителка. Русковска па надвор од судот тоа го демантираше. Јас лично Боки го запознав кога прв пат отидов да гостувам на таа телевизија, а во ресторан сум била со него само кога беше прославата на еден ТВ. И толку од нашите седења и дружења по ресторани, сето она што го кажа другото е комплетна невистина. Боки 13 рече дека ќе сведочи за организаторот и помагачите во кривичното дело, а вештачењето на камерата од домот на неговото семејство ќе покаже кој и каде заминува со торбата. Ние не тврдиме дека сме земале пари, односно Бојан Јовановски. Ако он нешто знае повеќе од мене, веројатно ќе го слушнете неговиот исказ. Почетокот на рочиштето доцнеше речиси 2 часа поради здравствените проблеми на Јовановски. 2 пати во судот пристигна екипа на брза помош за да го прегледа и одобри неговото присуство во судницата.